Наш гостин денеска е Филип Јанушевски, кардиолог и мој вежбач, член во Кросфит Скопје, кардиолог што трча маратони И кросфитер. и кросфитер. Прав индијанец. Не е индијанец, за разлика од нас Фичо се спрема. Знаеш супер. дека се шалам, доктор. Да. Како не? Супер си е Фичо, си тера и програм, не е кој нас, он знае и да трча, и да вежба у сала 2 вежби поред, така да супер. И да оди на работа, Тачно. И на дежурства. и фамилија да тера. Да, тоа Здрав заправо. маж. Здрав маж. Здрав маж, Супер доктор. Да. Фичо, што е само преглед според тебе? Само преглед. Како тоа треба да изгледа? Па не знам Кога? дали е баш само преглед за мене. Како кога се разбудам од сабајле. Зграпчи го денот, мислам дека тоа е доволно за само преглед и физички и ментално. Има денови кои ќе сум физички спремен за да зграпчам денот. Има денови кои ќе не сум физички спремен, ама ментално сум спремен, па пак исто така ќе Па пак го зграбчаш. Да. Ама знаеш зашто дека интересен е слоганот Да. и кампањата на ДМ, прв само преглед, освен што е интересен вака како на прв глас, и бар мене ме натера малце да подразмислам, окей, чекај, очигледно е значењево, Да. и очигледно сакаме да кренеме свесноста за што поише луѓе да размислат на оваа тема, и сега во контекст на, вие сте кардиолог, пробувам сам да си сватам, ама не и затоа си тука. Види, Што може некој што не гледа или слуша, ако размислува, окей, во контекст на срце, што за него би значало што порано да се само прегледа, што да провери? види, ние како мажи во главном сме загрозени од 3 до 5 деценија заради покачен крвен притисок, покачен холестерол, покачени шеќераши. Ние сме до таа возраст сме нешто понапред од жените, дека побрзо би заболеле некаков кардиоваскуларен настан Аха. во однос на жените. Затоа што жените се заштитени од естрогенот, ние не сме заштитени од тестостеронот, тоа не прави мажи, меѓутоа не заштити од кардиоваскуларен настан. Малта не, да. А ова што беше што најверојатно ДМ што го организира и што тебе што би било само преглед, тоа мислам дека повеќе се однесува на тоа дека годинава, мислам, месец на мажите е јуни, а месец на мустаклиите е ноември, али повеќе само преглед би се однесувало за ракот на простата. Повеќе би било како тој само преглед како што е прегледот на дојките за рак на дојка, кај жените така и прегледот кај мажите бил за рак на простатата. Така да тоа е предоминантно кое што е, мислам, овем. Али секако дека мислам не е само ракот на простатата тоа што го загрижува мажот или што е водечка причина за нешто, за смртност, него и сигурно и кардиоваскуларното здравје. А у некоја најпроста форма, некој што би сакал што порано да си провери докаде е со општата состојба на сопственото срце и здравје, избориме за оние најосновни ствари: пулс, притисок. Види, во нашата пракса тоа не е така, мислам, примерна превенција имаме тек тогаш кога ќе доживееме некаков настан. Тогаш кај нас почнува ние почнуваме секундарна превенција заради нешто кога веќе сме добиле акутен инфаркт или кога сме виделе дека ни е покачен притисокот или кога сме добиле некакво друго веќе настан сме имале, ајде сега ќе превенираме нешто. Тоа е регуларна пракса кај нас, мислам, на овој свет кај што сме mid-range економи, така да и low економи, така нашиот социоекономски статус не дозволува ние ајде сега да рутински додам на преглед, да си проверам шеќер во крвта, да си проверам масноти, тоа не го правам. Тоа мислам не е наша, не само што не е наша иницијатива, туку не е иницијатива ни на докторот примарна здравствена заштита тоа да го прави. Спортска медицина доволно ли е како преглед за она стрес тест како е за срце зборам се? Она е доволна, само што е многу малку. Малку е така зашто Многу ми се рекоа малку специјалисти по спортска медицина, а и многу малку работат со спортисти. Мислам, јас немам видено некој баш ангажиран доктор од спортска медицина кој што работи со спортисти, а не е спонзор на некој
фудбалски клуб на Аха, некој. од тој аспект. До Не, тој мислам, аспект дали не- тој тип на прегледи се доволни да ти сватиш дали нешто Они е се во ред, да и дали се може опфатни, нешто они да... се да се опфатни, меѓутоа горе-долу пак повторно ги реферираат кај нас истите пациенти заради кој нешто ќе дојде со срце, пак го реферираат кај кардиолог да се јави на преглед, пошто не се доволно информирани. Не, околу тама тоа. работа, него мислам дали е доволен прв чекор. Прв чекор да. Зашто и од сала ги Прв, тераме мислам, ние прв да се чекор е прават за тоа. прв чекор е матичен доктор. Првиот чекор е матичен доктор. Мислам, тоа се општи прашања што се поставува и барем од една лабораторија гледаме како е, што е се качува на вага, гледаме каква е телесна тежина, само да се мери обем на струк, гледаме дали е дебел или не е дебел. Тоа се Тоа веќе се- веќе симптоми очигледни. Видите, Тоа да се не се веќе качи нешто на што вага, е, да. окативно можеш. Одокативно можеш да видиш дека нешто се случува со него, да. А Ајма, и сам са бајле, мислам, и сам ќе се процениш ти, да, да треба нешто да вложиш, да истрчаш, не можам се пушам. Немам кондиција доволно. ај малку поконкретно да влеземе баш у вашата професија и вашата пракса со пациенти, сепак во духот на кревање свесност, да ни кажеш кои се најчестите проблеми со кои што луѓето доаѓаат кај вас и кога најпрво се случуваат. Што спомна 3 до 5 декада, што најверојатно е одговор на вториот дел од прашањето, ама Добро, хипертензија како болест е 3 до 7 декада, до 8 декада, зависи колку му е него животниот декаде. Почнуваме да видиме свесни од 3-та декада па нагоре. А нашата популација е таква, мислам и нашето општество е такво да ние порано доживуваме некаков акутен кардиоваскуларен настан, како миокарден инфаркт, како мозочен удар. за наша мислиш За македонско нашата- поднебје? Имаше македонско, балканско Балканско. поднебе, се источна Европа, се што е со низок економски статус. Ние многу Сакаш да- порано го доживуваме тоа. Значи кај нас ако речеме во Австрија што е земја со висок инкам или Германија што е земја со висок инкам или Америка што е, ти да речеме 7-8 декада е прв акутен кардиоваскуларен настан. А кај нас е прв акутен кардиоваскуларен настан може на 30 на 40. На што се години. должи тоа? Што има врска со А, се должи на атеросклерозата. Мислам, таа самата болест е болест на хроничен процес на таложење на масти во зидот на крвните садови. Тој процес почнува негде после раѓањето, 3-4 година почнува и трае. Тој е еволутивен процес. Тој никогаш не е застанал тој процес и целата борба во медицината е да се спречи тој процес или да се модифицира, али тоа е борбата, затоа и ние работиме. Така Кои да- се најголеми фактори што придонесуваат за оваа појава? И зошто баш кај општества со понизок инкам ги има почесто? Па кај општество понизок, мислам има модифицирачки некои фактори кои што возраста, полот, генетските фактори тие не можеме да ги вратиме Добро. назад, али тоа што е физичка активност, пушење, алкохол, Така. нередовна навиките. физичка активност, тие навики, стресот, загадувањето, исхраната, тоа што нешто што можеме да го модифицираме, тоа сигурно ќе ја превенира таа болест да не се јави, мислам тоа настан да не се јави порано, туку да се јави покасно, колку повеќе тоа го одоговлекуваме, толку е поздрав. Секако ќе се јави, но во наша контрола е, користејќи ги овие здрави навики и одбегнувајќи ги факторите што ги кажа, во наша контрола е да го одложиме кога. Ајде да се деси болест, треба да има генетика, треба да има фактори на околина и таква ти била среќата. Да. Тоа е да се деси болест. А како ќе се одложи сето тоа е секојдневна борба. Ајде, воздухот и тоа и така, ама нели мислиш да вие другиве фактори дека малце извини, и како изговор не ти треба тебе многу пари да облечеш патеки и да истрчеш на кеј. Тоа е така. Да, Салата. јас тоа стандард го кажувам дека најефтин спорт е трчањето, не ти треба ништо, само патеки. Мислам кога би се споредило со црнец што трча, тој мислам дека нема ни патеки. Да. Така Африка, да. во Африка валови се бркаат, па нема ни патеки човекот па трча. Да. И победува. Да, и победува, да. И пак не можеме да ги стигнеме. Спомна како цела категорија кардиоваскуларни настани, ама Да. ја пак би те вратил кои конкретно се случуваат најчесто кај нас и во твојата пракса. Миокарден инфаркт на кардиологија, тоа се рекол. Најчесто е Најчесто ништо миокарден пред тоа некое затегнеш. Не. Ризик фактор ти е хипертензија, диабет и покачени масти. Тие се Ама сите- настан како настан е само миокарден инфаркт, и тоа е нешто тоа. што па тоа е настан.
А висок притисок, некои Високиот такви... притисок е болест исто која што се лекува, меѓутоа и таа доведува до таков настан заради до миокарден инфаркт, и таа доведува да се расцепи овој големиот крвен сад што излегува срцето, дисекција на ортата настана. И таа доведува, тоа ако не е регулиран крвниот притисок. Али настанот по настан сам се памти, тоа е тоа што памтиме заради кој си легнал ти во болница, заради кој сме се хоспитализирали, за кој те лекуваме. Тоа е тој настан. Сигурно се потребни 10 предавања за да објасниш детално што е инфаркт, Сигурно, ама има ли да. шанси во реченица 2 Да. механиката на инфарктот, што точно е тоа во како биолошки што се случува во тој момент? Процесот што е. Процесот е запушување на крвен сад. Едноставно тој крвен сад е заболен. Било каде во телото. Не може да испумпа. Значи инфаркт е нешто што страда, тоа е ткиво што страда, тоа е мртво ткиво што страда. Миокарден инфаркт е срцев удар. Тоа значи дека мускулот Ау, страда. ја мислев и за исто збориме. Две различни ствари се ова. Да, има Јас мозочен мислев инфаркт, дека има се- белодробен инфаркт. Како сакаш крсти го ќе инфаркт. кажат Инфаркт е само запушена... Да, запушен крвен сад и тој просто и тоа ткиво што го исхранува тој крвен сад. Значи тоа не е нешто акутно во моментот што Акутен настанот. Самиот настан е акутен, инфарктот е акутен настан. кога ќе Али се кога запуши ќе садот. Значи тоа се запушува крвниот сад, точно, значи тоа постои плака, масна капка, викаме на зидот на крвниот сад и таа кога ќе пукне, на неа се налепуваат тие тромбоцити, крвните зрца како кога би се секле на ово, да речеме, па тоа што се Аха. накупува и на крај ќе го обструира луменот на крвниот сад, ќе го затвори и тој делот што е под што го исхранува тој крвен сад нема да се исхранува и ќе добие инфаркт. И пукнува нешто внатре во Пукнува садот плака, масна плака. и се растекува како И внатрешно. таа масна плака треба да се покрива со тромбоцити, тоа е нормален еволутивен процес, сега што ќе Да. се сечиме тоа нешто мора да зарасне тоа ткиво, тоа само од себе зацелува и начинот на зацелувањето е во основа со затворање на тој крвен сад, мора да се затвори, да се налепат тие тромби, али за сметка на тоа тој дел што страда и добиваш инфаркт. И наспроти тоа сега срцев инфаркт, што точно е. Значи Исто тоа е? тој е инфаркт на мускулот, да, на срцевиот мускул. Ама Срцето е пак, мускул. пак е некое запушување Запушен крвен сад. внатре во срцето. Да, значи срцето се исхранува 3 големи крвни садови. Така? Кога би се затворил еден од тие трите големи крвни садови, таа регија што исхранува тој крвен сад, Тогаш е инфаркт. на регија, да. Таа е инфарктна регија, да. Затнување на еден од трите големи. Крвни садови, да. Да. Предпоставувам вака како лаик дека ова второ е посериозно. Болеста е сериозна, мислам каков и да е инфарктот, ние не можеме да кажеме сега имаш мал инфаркт, сега имаш голем инфаркт, Не, имаш срцев во според- како кога би биле нас кога нашто да прашуваат, еве да речеме доаѓа пациент со инфаркт, има како се гледа инфарктот, мислам не се некои многу параметри, градна болка, има промени на ЕКГ-то и се завршува приказната. Тоа е, знаеш дека е инфаркт, дека е запушен крвен сад. Типично се опишува болката, се памти таа болка, мислам сам пациент знае како го боли тоа. Како да Се сеќава- препозна- Не е Знаеме. така, да, исто ќе кажам. Се сеќава на тој настан, мислам. Она боцкање во Не, за левата некој што рака. го- Моментно му се за некој што почнува го да се нема случува. осетено, Тоа е како стеглива, да мислам, препознае? баш опишува дека става рака на гради, дека ги боли, се шири таа болка према вратот, према левата рака, трае 10 до 15 минути, сама од себе се смирува болката, не трае со сати, со часови. Не трае болка, срце не боли со сати, затоа што срцето не е така инервирано да боли со сати. Затоа што многу други органи, мислам, во градниот кош имам не само срце, имам уште малминон. Да. И сите тие болат, ама не болат како срце што боли. Така Кога некој што не слуша би сакал да знае како да препознае, тоа е тоа, силна болка што Стеглива, потекнува од... значи, баш со препотување, пратена може некојаш да биде со гадење, со повраќање, зависи од локализација каде е. И таа трае 10 до 15 минути трае. И тоа е прво што треба да направиш е да се оди во болница да се направи ЕКГ. Таа е најефтина метода, мислам дека 50 денари фондовски се наплаќа, само да се види ЕКГ тоа и тоа. Уште тука у 10 минути? Да, 10 до 15 минути, мислам, кога ти се болка, која ти е најблиска амбуланта, подобро е направи ЕКГ, па да видиме дали е тоа стварно тебе што те боли, па тек да те прегледа доктор да ти каже да, имаш тоа и тоа, па сум те сослушал, вака и вака. Али прво е приоритетно да се направи ЕКГ. Тоа е Колку- многу поевтино него се останат. Колку има вистина или се тотален мит, оние ми се појавуваат често, демек, ако осетиш дека имаш инфаркт, и сега неколку финти што можеш да ги направиш, демек да го или намалиш ефектот или прекинеш инфарктот, као
да кашлаш силно или не знам крени Не, рака тоа или мислам лек. дека не, тоа е за нешто друго. Тоа може да да почувствуваш ти, мислам може на нека друга работа, тоа да клекнеш, да земеш длабоко воздух, да се однесува на забрзана срцева работа. Тоа се други Аха. маневри што ги правиме за да го прекинеме тоа, ама да, пак треба да се направи веќе да се Не, види ќе дали се направи сигурно, ама некој што се нашол дома, сега се Да, случува. Ама не, Незгодна не можеш да го ситуација. спречиш ти инфарктот да се деси. Нема ништо што може тоа е да го еволутивен олесни. процес, ти кажувам, самиот инфаркт е еволутивен процес, ти не можеш да го спречиш да не се деси. А да си ги олесни некако маките у баш у моментот кога Дури да дое Значи, лекарот. вака, инфарктот трае, значи, и тој да седи дома, да речеме, на нога го доживува инфарктот, тоа ќе трае до 3 дена, ќе се смири болката само од себе и нема да се 3 појави дена? воопшто. Или пак имаш пациент кој што е шекераш X време наназад, каде што таа инервација што треба да чувствува болката не чувствува градна болка воопшто. Едноставно ќе се замарам и тешко ми и само се замарам. Кога најмногу се замараше, ќе го прашаш, пошто само едноставно се замара. Тој не ти кажува нешто дека го боли во градите, Да. гледаш имало еволуција, нека ги тоа дека се направил веќе инфаркт човекот. Така до тоа одминало време. Али не можеш да го спречи настан. Значи, секој орган, мислам, и ти еве да се сечиш да направиш лузна, таа ќе зарасне само од себе. Ако се соше, ќе зарасне поубаво. И естетски ќе биде поубаво. Ако не оставиш, пак ќе зарасне, само што ќе биде лузна поголема. Или ќе биде естетски понеубаво. кои се најчестите совети што откако пациент дошол кај вас со кардиоваскуларен настан, кои совети им ги давате за понатака во животот, што да сменат? Да, тие за се да многу чести прашања, имаме сега докторе, јас сега лежа во болници, сега сум мирен 3-4 дена, вообичаено 3 дена Да, е да. хоспитализацијата, нели што побрзо се отвори тој крвен сад што е запушен, толку побрзо се скратува времето на лежење и се опоравува мускулот. И така да знаеме дека сакаме да го ставиме на нога да се врати човекот и тој веќе третиот ден кога не излезе надвор да запали цигара, вообичаено се такви. И ќе праша, а сега што треба да направам, го гледаш звер 150 кила, што сега да направам, докторе? Да не тоа што до сега си го правил, значи. А кога ќе можам пак тоа да го правам, тој Што да прави пак? прашање, кога пак може да се пие и вратам да на пуши. истото, Пие пак, Да, тоа. нели е wake up call доволен ова? За жал. Не му доаѓа, не сам страстите или задоволствата, не на некој коцкар да му кажеш ти да престанеш да коцка, да се коцка, тоа е баш, или на некој алкохоличар да му кажеш да престане да пие, или на наркоман да му кажеш да престане да се другира, тоа е малце тие се теми што траат, милиони процеси, милиони години траат и тоа не Ама- може да се Ама ги одвикне. има и оние среќни приказни секогаш. А ги има секако тие срекни приказни, да, некој да се врати на нормала. Да биде баш wake up call. Тежок е процесот, да, дека јас себе се разбудив од тоа и сакам да престанам да правам, тој е тежок процесот, али тоа е конзистентен процес дека ти сакаш да го направиш нештото. Зашто имам Нели да- слушнато порано, извини, така му се случи на човеков тоа и тоа. И од тогаш лупам, прекина со се. И ги фрли цигарите од прозор и не запали дим, не знам. Тоа е Тоа е до човекот. Тоа е до карактерот, човекот. тоа е до Тоа е до карактерот. карактерот на Тоа е човекот. до карактерот. Мене Онака, ме интересираше- како страф изделувало и Вие како кардиолози, дали сте обврзани или чувствувате некоја морална одговорност да го смениш лајфстајлот на тој пациент понатака? Оти Биде- ми звучи како да е безнадежна битка. Како Тоа ти да. ти ги кажеш Тоа советите, секако ти ама го овој кажу, никој ништо не баш е така, презема. тоа е баш ти едно зборува што тој четврто прави. И сега јас пробувам на твое место да се ставам, е многу неубаво ќе се осеќам, на секој ќе сакам да му помогнам и никој нема да слуша и знам дека за година дена пак ќе ми дое тука на маса. Како се справуваш ти со тоа и пак истите да, прашања. Па не, тоа Ти му пак се помагаш исто. у моментот. Значи нашиот процес на тоа објаснување сега зошто го направивме ова, зошто не сте намалиле во килажа, ти можеш да јадиш, јас според пациентите цело време му викам, константно му викам, вие јадете, слободно јаде, ако сакаш јади во 2 сабајле, кога ти се јади, јади. Затоа што ако не јадиш, од друга страна па се вачи некој еден друг хормон што е стрес хормон, што уште повеќе се дебелее тоа, Да. само заради стресот. Ти јади ако ти се јади во 2, али троши го тоа што го јадиш. Потроши го дуплото што го јадиш. Превод биде физички активен. Биди физички активен, значи прави нешто да ти да го потрошиш тоа, па пак ти јади. Ако сакаш, никој не ти забрани да не се напиеш вино или ракија или алкохол, што е една чаша на ден. Ама никој не ти рече да испиеш 100. е сега во твојот случај? И кај нас тоа така оди континуирано, од типот сега ти го гледаш тој пациент со тој настан, после 3 дена не испис, тоа му се објаснува се, не му се дава некоја посебна диета,
Затоа што диетата медитеранска, право да ви кажеме, најдобрата диета. Да, знам. Ако би се споредиле македонецот со шпанецот да се спореди, шпанците живеат многу подолго него ние што живееме. Подолго живеат. Долго. Да, подолго живеат шпанците и имаат исто така долго облечен настан. И тие се сиромашна држава, никој не рече дека Шпанија е нешто сјајно богата во Европска унија. Исто јадат, пијат, пушат. Имаат море. Имаат море, вајда, ние, а ми истина има и медитеранска Не клима. пијат и пушат кон нас. Али храната пијат како не. Нема ракија тоа. Сангрија, али вино. Али живеат подолго. А никој не рече дека нашата храна не е убава. Мислам, наш медитеранската храна има доволно салат, има доволно зеленчук, има доволно овош, има доволно се. Да, знам. Сега една контра работа што може би се случува, бар ја имам некој така личен став во врска со ова, а тоа е во твојот случај ти си доктор, доаѓа пациент кај тебе, ти со одреден авторитет му кажуваш на тој пациент што да превземе за понатак. Ама ти си одличен пример, здрав, физички активен, лин човек, што кога јас би ти дошол кај тебе, ќе те слушам со целосна почит и ти со заслужен авторитет ќе ми ги кажеш тие совети. За жал, мене ми се случувало и можам да разберам пациенти кои што ќе отидат кај доктор, кои што самите се многу не баш пример за здравје. Да. Истото. И од која морална точка сега човек што го гледаш дека не е здрав, иако е доктор, со кој авторитет он сега на мене ќе ми дава совети што се точни, сам не се гледа себе си. валидни се, ама сваќаш на што ти кажам, Да. таа појдовна точка на авторитетот. Сега ти не си ми добар пример, тебе би те слушал се што али ќе имам кажеш. видено доктори кои што се дебели, Ама кои што сиво така оваа професија, сиво таа индустрија, се дискутирали ова, се меѓу нас представува ли проблем? представува проблем затоа што кога негде јас би прошетал на страна во странство дом на некој конгрес едукација што како ќе видиш доктор стварно среден. Кај нас се многу малце тие доктори Све се атлети, човеч. Све се Па не, атлети. би гледал кај нас во Македонија има многу малце такви што се средени баш на пициката. Да, јас за странство мислев. Да, за странство се баш Нема средени. логика да не се човек, тоа ти е Да. професија. Да. Кај нас се повеќе Кај нас се слушаме што ти авторитет, зборам. авторитетот е таков точно, ти мора да покажеш авторитет и да се покажеш дека тоа стварно го правиш и на пациентот му влива тоа надеж. Пошто уште остана кај нас од сега тоа веќе татко ми е стоматолог па кажува, знаеш доктор, ти ќе одиш на медицина, вика медицинарите се многу вака, од секогаш вика кога сум ги гледал пациентите што доаѓаат, тие во тебе гледаат Господ. Да, не и попот. Да. Да, ама тоа остана кај нас во Македонија, тоа остана само во некои делови од државата, да кажам дека ти имаат стварно почит према докторот што го гледаат, те стварно веруваат во него, чак што више и да е, ете му се десило да инфаркта да бил му се десило некој настана, ниту е среден, ниту е дотеран за да ниту е на мирис, ниту наставно не е ни измија за да дојде на доктор, ама те носи ке срам, него верува во тебе дека ќе му помогнеш, ти пак кога ќе дојде на контрола сигурно ќе биде среден дотеран, мислам, ќе осеќа срам пред тебе да се појави, а има мак. Да. Али тоа се многу мала група. Да. Мислам сега тоа е променето до таков степен што верувајќи јас кај мене на работа, ја работам работата на некој што е на доктор што работи примарна медицина, примарно здравство. Аха. Јас си работам неговата работа затоа што него едноставно не ни го гледа пациентот, него ти дава упат продолжи дале. Он на хартија диагнози. Само хартија, мислам дека Него воопшто не те гледа со очи. Него си има напишано што како треба да прави до текот на денот па да ти испрати. И сега мора и твоето мислење го слушнеме, што е здрав маж. Па не знам дали јас сум здрав маж, да ти кажам, уште барам дефиницијата за здрав маж, али некој што знае да си посвети на себе внимание и да биде, како да кажам, да биде Господ за себе и за тоа дома што го обкружува, а и за околината, мислам дека би бил прав маж. Фала многу, мене ми се свиѓа шептен овој одговор. Ништо? Фала многу, продолжете. Вакви доктори сакам да има. Давај го Тие- примерот и нека ти се љутат. Не на пациенти и на другите доктори Да, биде. доктори на доктори. На доктори, да. Фала ви многу. Ала и вас. Поздрав. Фала ти, Фичо.